Светски познатиот тренер Светислав Пешеч ја промовираше својата книга Мојата игра, мојот пат. За името на Пешеч се наредени безброј медали од големи надпреварувања. Златни медали на Европско првенство, злато на Светско првенство, први места како селектор во неколку возрастни категории, а тој е творец на еден од најдобрите состави во млади категории, каде играат Тони Кукоч, Владе Дивац, Саша Ѓорѓевиќ и Дино Раџа. Дисциплина во спортот мора да има ако сакаме успех, потенцира Пешеч. Со оваа книга сакам да кажам дека сум тренер, а не писател. И мојот најголем успех е успехот на играчот. Јас сум још увек тренер, нисам писац, така да некој не помисли да сум ја неки писац и така дали. Јас сум се уште тренер, не сум писател. Да не помислите дека станав писател. Сепак сум тренер без екипа. Ама никаде не брзам. Има уште време. Треба малку да се забави во животот. И тогаш имаш време и за нешто друго и поинаку се формираш. Имаш време да видиш што е зад тебе и што би требало да се случи. Сите имаме своја иднина и своји планови. Што се однесува до книгата, ова е публицистичко остварување со сите луѓе околу мене кои ми помагаа. Сакав, ако некогаш седнам нешто да напишам, а пишував многу. Јас патував многу по светот и ако ме прашате дали по тоа сум светски рекордер, ќе кажам да. Од Барселона до Аргентина се патува 17 часа со авион. Не беше лесно. Но кошарката секогаш беше пред мене, а така и денес. Јас во мојата кариера имав само 4 тренери, како играч, кои мене ме тренираа, такви беа тогаш времињата за разлика од сега, кога модерните играчи менуваат по 4 тренери во сезона, за разлика од мене кој 15 години се занимавав професионално со кошарка. Тогаш немаше интернет, па се беше поинаку за разлика од сега. Но сите тренери мене ми беа инспирација, на начин што секогаш ти си должен на кошарката, бидејќи не можеш да ја го вратиш сето она што таа тебе ти го возможува. И од тука се што собирав како знаење и искуство, сакам сега да го споделам со јавноста. Не сакав книгата да биде автобиографска и затоа сакав таа да се вика "Животот на тренерот не е бајка", но со издавачите го сменивме насловот, таа се вика сега "Мојата игра, мојот пат". Истата е достапна и на англиски јазик, а во април ќе биде издадена и на германски. Јас потекнувам од скромно семејство и тоа мене ме обликуваше, ме формираше како личност. Така те формира средината во која што живееш, таков остануваш и понатаму. Ако имаш домашно воспитување, ништо не може да те промени, ниту да ти го земе образованието кој си го стекнал како таква личност. Сега, како тренер, после толку години, сватив дека без искуство и знаење не можеш да се појавиш во сала. Ти си лидер. Не лидер да покажуваш колку си главен, туку со своето знаење треба да ги инспирираш другите. Тоа е едноставно тренер, тој никогаш не смее да биде главен, затоа што ако е така, тоа е опасно за целата екипа. Мора само да служи со својот пример и да знае се. Тој како тренер буквално го мина целиот свет и тоа само за кошарката, патувајќи низ Европа, но и од Аргентина и Австралија, само за да го пренесе своето богато тренерско искуство. За едни иноватор кога станува збор за кошарката, за други учител, кој од ученикот секогаш успевал да го извлече најдоброто. Во спортот успехот не е во тоа да го работиш тоа што го сакаш, туку да го сакаш тоа што го работиш.